Бранислав Нушик. Бранислав Нушик е роден како Алки Бајат Нуша. Татко му бил влав преселен од битолското село Магарево. Како ученик започнал да пишува под псевдонимот Алки Бијат Нушик. Студирал право, но најмногу од се го привлекувала драмската уметност. Поставен бил за писар во конзулатот, а потоа и за конзул во Битола, каде и се оженил во 1893-та. Учествувал во формирањето на Народниот театар во Битола. На 1 октомври 1913 во Скопје е основано Народното позориште. За директор е назначен Бранислав Нушик. Артистичкиот ансамбл бил составен од 30 артисти и од 3 режисери. Својата прва представа, Душановото крунисување, ансамблот ја прикажува на 27 декември 1913 во Турскиот театар. Само еден месец подоцна, на 3 февруари 1914 во весникот Вардар се појавил крупен наслов "Пожар во Народниот театар во Скопје", под кој следи информација дека театарот за половина час се претворил во прав и во пепел. Врз урнатините на старата зграда била подигната новата така наречена арена. Бранислав Нушик со писмо од 14 мај 1915 година се обратил до министерот за просвета и црковни работи и укажал на потребата од изградба на новата театарска зграда. Ја напуштил државата заедно со српската војска во текот на Првата светска војна и живее во Италија, Швајцарија и Франција до крајот на војната. По завршувањето на Првата светска војна се вратил во Белград на работа во Министерството за просвета. Народниот театар. Во 1927 година, на 26 октомври, свечено е отворен Народниот театар во присуство на тогашниот министер за просвета, Коста Комануди. Отворена е новата зграда. Градењето се одвивало многу тешко. Плановите се менувале 6 пати, а се менували и разни архитекти. На почетокот театарот се градел во приватен аранжман, а од 1925 година градбата ја презела државата. Главен проектант на театарот во Скопје бил Јосиф Букавац, архитект од Белград кој раководел со обновата и реконструкцијата на зградата на Народното позориште во Белград во 1922. Зградата требало да се протега паралелно со реката Вардар. Главниот влез се планирал на западната страна, а сценскиот на источната. Гледиштето од 3 страни било обкружено со ложи и една галерија, со вкупен број од 750 седишта. Гледалиштето било сегментирано на 3 нивоа. Партер со 16 редови и 2 галерии. Првиот балкон имал 9 редови, а вториот балкон со седишта одстрана имал 5 редови. Во партерот и на првиот балкон имало 23 ложи, една од нив била кралска ложа. Во работата на Скопскиот театар пред Втората светска војна особено е значајно да се одбележи и премиерното изведување пиеси на дел од македонските писатели на македонски јазик, како и работата на нашите актери Тодор Николовски, Петре Прличко, Калипсо Налчо и други. Првим била обновена забранетата Ленче Кумановче, а во текот на 1937 своја праизведба доживеало и второто драмско дело на Васил Илјоски, Чорбаджи Теодос. Исто така одржани се премиерите и на Печалбари од Антон Панов и Антица, Парите се отепувачка и Милион маченици од Ристо Крле, како и Златоченици од Ангелко Крстик и други. Večno mi je